Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници. Од све ова дене што го чувме, можам да заклучам дека од многу арно народов устари не може да куртули. Половина време посветивте да кажете колку е лошо на Европа и еврозоната, колку лошо живее. Па се прават едни споредби што ме подсетуваат на еден виц на времето, кога двајца се тркале во базен и треба да победи тој што не победил, стигнал втор. Меѓутоа медиумите утринта, на домашен терен се разбира, за вториот рекле дека стигнал втор, а за првиот рекле предпоследен стигна. На тоа ми наликуваат овие фалби без подкритија. Не дека 3,5% буџетскиот дефицит се покажи на 3,9 оваа година. Не дека 85% од парите се потрошија заклучно со јули. Не, тоа не. Сега ќе се фалиме колку е ова све добро. Имате насушна потреба или задача или било како да го решиме, се да фалите едноставно. Овдека слушајки, ја не знам дали сме ние Германија, дали сме Франција, дали сме можеби Америка. Многу страшни имена. Германија, среќа во Скопје имаме таму 10.000 станови во ново листиче без потреба изградени, па можеби утре ќе навалат на вистина овде германци и французи да живеат кај нас. Македонија, драги мои, сиромашна земја. По многу показатели, не еден кога ќе го извадите и кога ќе се мерите со тој еден, ќе видите дека Македонија има најниски плати во цела Европа, не во еврозоната, во цела Европа. Овој буџет, за кој што денес дискутираме, е единствено можен буџет во ваквата ситуација. Јас не велам. Не може друго да се направи. Кога сте во ваква ситуација, вие морате да направите ваков буџет. Во ситуација кога приватен сектор нема, со години е угушува, каде што државата е работодавецот во една земја, навистина ваков гломазен буџет мора да оди кај гломазната јавна администрација, чија бројка е доволна да ја обслужи една Србија, ако не и повеќе. Се сложувам дека е добро да се покачуваат платите, пензиите и така натаму, но не им недостасуваат на луѓето 4%, тоа не го чувствуваат на нивните многу ниски, најниски плати. Тие треба да се покачат најмалку 40% за да луѓето преживеат овде. Но не се сложувам дека треба да имаме јавна администрација колку за Србија. Во тоа е проблемот. Понатаму, овој циклус на постојано зголемување, пензии, плати, социјални трансфери, пензии, плати, социјални трансфери, води кон нови задолжувања, води кон нови долгови на оваа држава. Проектиран е раст од 4%. Се фалиме за тој раст. Англија била зад нас, па ние сме биле први, па чекайте да не Англија била пред нас или ние по неа први сме први во Европа, втори во светот. Ами 4% за нас е ништо. За сиромашни земји помрднување од нулто место каде што се наоѓаме е минимум 10%. Тоа го кажуваат сите експерти економски. Значи нема помрднување без некој 10% и тоа sustainable, да се одржливи неколку години поред. Илустративно, имате вие плата од 300 евра, 4% ќе ви ја зголемат, ама англичанецот има 4000 фунти, 1,5 пати, како што ни кажа министерот, богами е некоја сума и бројка. Ова е толку очигледно и јасно како се манипулира со зборови, што веќе и не наоѓам за потреба да го елаборирам поопширно. Но и овие 4%, како ќе се постигнат? Дали сте се запрашали? Без реални капитални инвестиции. Капиталните инвестиции во овој буџет се проектирани се покачуваат за цели 2 милиона. Од еден раскошен голем буџет, за се и се што е распоредено, ама за капитални инвестиции 2 милиона плюс. Дали се надевате дека градежништвото вакво како што е ќе ни ги враќа парите? Ја не сум чула некаде во светот од стиропорни фасади некој да му се враќа во буџет пари. Се надевам дека барем патиштата ќе бидат изградени онака како што
е ветено, па тие може би ке полнат дел од касата. Странски инвестиции спомнувате. Ај малце пребарајте, прогуглајте колку има Албанија странски инвестиции, колку има Србија странски инвестиции. Да не зборувам робовладетелскиот однос во кој што кај нас граѓаните работат за по 9000 денари за цели 150 евра. И по двајца од едно семејство кога работат во тие Дрекселмаери овдека што се уселени, не можат една кошничка потрошувачка да соберат и маж и жена. Како ќе се враќа тоа? Како ќе се достигне растот од 4%? Даноците остануваат исти. 2,6%. Околу 9% се придонесите мируваат. Значи, останува задолжувања и задолжувања и задолжувања. Буџетскиот дефицит 3,5%, кој како и лани, не се сомневам, експресно ќе биде надминат. Лани 4,1 си стана, оваа година од 3,5 на 9 за неколку месеци стана. Со романтика ќе се сеќаваме на времињата што ги беа спомнувани од оваа говорница, кога буџетскиот дефицит се движеше од 0,9 до 1%. Ние живееме како некое дете, кое што незаслужено добило пари од родителите, не ги заработило само, па ќе ги сплиска по кафани и по диско клубови. Па после друг ќе му води сметка, па родителот ќе позајмува за него. 29%, 30% имаме трговски дефицит. 1,5 милиарда. Константа во нашиот буџет. Главно се покрива со странски дознаки. Што значи тоа со странски дознаки? Сами кажувате дека е нестабилен пазарот во Европа. Утре да дојде до некое тектонско пореметување на европскиот пазар, ние овие дознаки ќе ги губиме или ќе се намалат драстично. Тоа значи дека не можеме да го оствариме ова што сме го ветиле, но тоа и друго нешто значи, дека сме ставени комплетно со цели 30% во скутот на други. Конкретно во скутот најповеќе на Европа. Ако ја погледнеме структурата, во која што повторно оди најмногу парите, одат реков единствено можен буџет, кој што фактички го храни популизмот на владата, кога ја погледнеме структурата на буџетот, и кога ќе видиме дека за теховни трошоци оди се, јас како левичар би требала да бидам задоволна. Ова дури ме враќа во времето на комунизмот, искрена да бидам. Сите пари одат за социјални трансфери, убавино. Но, разликата е во следно. Овие пари се на рабуш, не се наши пари. Ние само за камати должиме 100 милиони евра и во моментов додека зборувам врти бројчаникот 300 милиона евра имаме дефицит. Се фалиме со Светска банка. Он изолиран показател, браво 4%, ама од тука овде, а други од овде нагоре одат. Значи, ако и веруваме на Светска банка, ајде да и поверуваме уште во еден показател. Да не си мислат граѓаните дека ова што најголем дел од буџетот оди према нив и нема никаков развој за приватниот сектор и ни ја поништува идејата и воопшто концептот на пазарна економија, значи да е вграден потенцијал во буџетот. Ајде да и поверуваме на Светска банка од незиниот извештај од оваа година за така наречениот Джини индекс или нееднаквост во платите, во примањата, каде што, пазете, Македонија е прва од сите европски земји, не зборувам за еврозоната, зборувам за сите европски земји, вклучително и сите земји од бившиот Советски сојуз, во неравно правната распределба на богатството. Па стои, овој тренд продолжува, во Македонија се ствара слој на многу богати и многу сиромашни. Преточено во бројки од Светска банка е дека 20% од граѓаните на Македонија имаат пари како сите други 80%. Дали ова не ве тера да ставите прст на чело кога анализирате
да речеме, инвестиции во табли, во спортски сали и така натаму, да ги пријавувате како капитални инвестиции, дали ова не ве загрижува, дека земјава станува земја на олигарси и од друга страна земја на сиромашни. Значи, во овие вкупни бројки овде, кои што привидно дават слика дека парите одат кон граѓаните, водите сметка како одат кон граѓаните. Има србите една изрека, сви су еднаки, други су еднаки и од других. Токму тоа се случува кај нас. Овој буџет е за преживување на сиромашните и за богатење, до богатење на богатите. Еден ден вие сами ќе речете, чекајте, навистина било така. 98 година овој индекс излезувал 28 индексни поени, за да 2010 веќе за 2 години станеме апсолутен шампион со 43,6. И тука завршува мојот левичарски идеализам, дека кобајаги парите на вистина вода сметка за интересите на граѓаните и дека одат таму. Одат кон граѓаните, но кон кои граѓани почитувани. Значи, не можам да ги споделам вашите восхити, немам намера, го исчитав целиот буџет, анализирав поедини сегменти кои што и како ме интересира, но немам намера и немав намера да додавам, да одземам со амандмани, со штимања, со проекти, како што рече колегата. Тие критики се разбира, не ги сваќам дека се упатени на мене, туку кон опозицијската СДСМ. Меѓутоа, немам намера да влегувам во детали, во нешто што како рамка, знам прво зошто сега се носи, 85% од парите во јули беа спукани, и што не очекува во иднина една неверојатна спирала на популизам кој што витла, плати, множење бесконечно на јавната администрација, која се употребува, се знае кога и се знае како, и понатаму мрвици, 2 милиона оставени, ве молам, цели 2 милиона зголемени капиталните инвестиции. При што и дефиницијата на капиталните инвестиции е крајно спорна. Значи, не можам да споделам восхит, напротив, покажувам крајна загриженост за тоа што ја очекува Македонија и по оваа 2015 година. Ви благодарам.